Ajde, ajde, da se družime. Ajde, ajde, da se družime. Bez drugari je tačno, drugarstvo to je važno. Ajde, ajde, da se družime. Koga sme radosni, koga sme srećni, ubavo je Neli, da imaš druga, da videš druga. So drugarod radost da se deli, so drugarod radost da se deli. Ajde, ajde, da se družime. Ajde, ajde, da se družime. Bez drugari je tažno, drugarstvo to je važno. Ajde, ajde, da se družime. Ajde, ajde, da se družime. Ajde, ajde, da se družime. Bez drugari je tažno, drugarstvo to je važno. Ajde, ajde, da se družime. Koga pak nešto naopako vodi i bolka ne tišti, i bolka ne mači, da imaš druga i to te mine. Drugarstvo to najmnogo mi znači, drugarstvo to najmnogo mi znači. Slušaj, prestani da tropaš sa nogata, me dekoncentriraš, me nerviraš. Ne možem ni 10 sekundi da se zadlabočam vrst tablata. Bre, što mi izna prikaža? Ne može li ni 10 sekundi da se zadlaboči na tablata? Оре, денес не те спасува ни Анатолий Карпов. Еке видим. Ни Каспаров. Еке види бе. Ни Љубомир Љубоевиќ. Ни никој не те спасува. Така да се знаеш. Ајде сега ти, Гоце, само размислувај ти. Нуркај вака. Пливај. Еве. И не тропам. Еве, не тропам. А ти, ајде размислувај, Гоце Спаски, Гоце Хибнер, Гоце Портиш. Ајде размислувај. Ај баш да видам што ќе смисли. И ќе видиш, не знаеш дека ќе видиш каков потек ќе ти смислам, има да се чудиш. Мене потек? Тебе. Во животна форма сум, ти не знаеш во каква животна форма сум. Денес ни 10 велемајстори ништо не ми можат. На сите можам да им играм симултанка и тоа со топфора, со конјфора, со ловецфора. Ама што зборуваш? Море, има да нема да знаат на која страна да се свртат. Ма немаш врска. Ти ќе играш симултанка со топфора, со ловецфора. Ајде. Јас? Ами кој? Па ти не знаеш во каква животна форма сум. Во каква си животна форма? Чекај сега да пипнеш само да го надолу. Пипни. Добро. Камче? Па камче, ама што ако е камче? Па шак не си игра со ова. Шак си игра со ова. Разбираш? Знам дека си игра со тоа, ама знаеш, за шак е потребно и ова, и камче. Тука треба издржливост, треба кондиција. Значи ти си сега во животна форма, нели? Да знаеш дека ќе те матирам во 3 потега. Така да знаеш. Ти мене ќе ме матираш. Сега ќе видиш. Па, слушај, да знаеш какви матни водитви спремам, што не може да ги преплива ни Марк Шпиц, кога беше во најдобрите пливачки времења, а не ти, што кога ќе видиш базен, мислиш дека е рибник или дека е аквариум. Сигурен си? Сигурен си. Ајде ќе видиме. Ајде ќе видиме. Ајде видиме. Добро. Само сега кога ќе ти одиграм еден потег, немој да се чудиш што те нашло. Ќе се чудам. Еве вака. Ајде. Играм конј. Кој е конј? Играм со мојот конј. Играм од Ш1 на З3.
Од Ш1 на З3. Ајде, ти си на потек. Ајде, што чекаш? Ајде, играј да те видам. Играј. Ајде. Да се сконцентрира. Да се сконцентрираш, сакаш. Ајде, сконцентрирај се да те видам. Од Ш1 1 на З3. 3. Да видиш ти со колку играш шах. Ш1 Z3. Да. Ајде да те видам. Јас. Ништо. Се предава. Зошто? Како тоа се предаваш? Па ти не тргна ни еден потек, како тоа? Ма што ти е тебе денеска? На мајстор како мене се му е јасно уште од првиот потек. Ти честитам, Боце. Благодарам, Боце. Момче, Молам, тато. што мислиш, дали учителката знае дека јас вчера ти ги напишав домашните задачи? Треба да одговорам искрено? Па мислам дека не знае. Зашто? Знаеш што ми рече? Што ти рече? Ми рече дека сум направила толку многу грешки што денес и ти ќе мораш да ми помогнеш. Добар ден, тато. Стасавме. О, добар ден. Добро, а како поминавте попат? Многу убаво. Многу убаво. Како, имаше ли турканица во возот? Турканица? Игла да се фрлече, немаше каде да падне. И што и? Јас и бате некако се снајдовме. Најдовме 2 слободни места и си седнавме. А баба ти и сестра ти? И дада најде едно слободно место и таа седна, ама... Што ама? Баба не најде. Баба мораше цело време да стои. Мамо, фатив 9 муви. Браво, јас мислам учиш, а ти фаќаш муви. Па што можев кога ми додеваат? Морав да им покажам со кого имаат работа. Еве, 5 се машки, а 4 се женски. Ако ништо друго, барем си научил да ги разликуваш. Само не ми е јасно како успеваш. Многу лесно. Машките се вртат околу чашата со вино на тато, а женските околу твоето огледало. Гоце. Гоце. Тебе, Гоце, колку што се сеќавам, татко ти вети велосипед, ако ја поправиш оценката по математика. Да, наставнику. И? Ти купи ли? Да, наставнику. Јас ја поправив единицата по математика, а тате ми купи нов велосипед. Браво, седи, Гоце. Благодарам. Браво, убаво. Ветувањата треба да се исполнуваат. Да. Убаво, Гоце, убаво. Што е ова? Што е ова, Гоце? Па ти, Гоце, си изнаредил единици по сите други предмети. Гоце, па што правиш ти по цел ден? Како што правам, наставнику? Па си го возам новиот велосипед што ми го купи татко ми. Добар ден, мамо. Добар ден, сине. Како си помина денес на училиште? Лошо, мамо. Пак ништо не си знаел. Ама не, мамо, се знаев чесен збор. Па тогаш? Денес прв пат одговорив точно на прашањето што ми го постави наставникот по биологија. А што те праша? Ме праша што е биологијата. А ти што му одговори? Мамо, јас му одговорив најточно и најискрено што може да биде. Му реков, биологијата е предмет од кој секогаш имам главоболка и поради кој најчесто добивам само единици. Му одговорив најточно и најискрено и пак добив единица. Слушај, татко ми е подобар и поумен од татко ти. И татко ми повеќе знае од твојот татко. Од кај те тој мудар заклучок? Од каде? Па јас добив 5 за домашната работа што ми ја напише татко ми, а ти доби од 2 тројче доби.
Добар ден! Добар ден, седи. Добро, одлично, скоро многу добро. Значи денес никој не е одсутен. Само да го запишеме часот. Одлично, денес малку ќе испрашуваме. Ура! Три пати! Чекајте, нешто сакате да кажете? Што? Не само ура, затоа што ќе испрашувате наставник. Ќе испрашуваме, па да видиме што сте научиле. А кој рече ура прв? Јас реков. И јас. И јас реков, три пати ура за Колумбо. Многу добро! Јас реков прв, ура! Одлично, скоро добро. Сега да видиме што знаете колумбовци. Ајде сите трк претрахтата прв, втор, трет, четврт. Ајде да видиме. Зошто јас втор наставник? Прв реков ура. Ајде, така многу добро. Сега да се договориме. Мир. Да се договориме. Сакате по-старо да испрашуваме или да свртиме нов лист? Да. Што да? Сакав да кажам по По-старо. Да не вртиме нов лист, да не вртиме. Добро, а да не сакате случајно со музика? Со музика, наставнику, со музика. Без музика не оди наставнику. Со музика е некако многу поинтересно. Музикално е. Па одлично, добро, како што сакате, мили почитувани патници, тогаш заземете си ги своите места и без турканици ве молам, без турканици да не игра прачката. Еве, прачката ќе игра. Ќе игра прачка. Момент. Еве, со мир, со музика. Оп, да видиме. Доста! Ајде сега право на своите места. Трк! И мир! Значи, почнуваме со испрашувањето, добро. Да видите што сум ви спремил. Значи, вака. Една патка и еден патор паткаат од матка за... Марко Поло. За улав батор. Немој ти да бидеш улав. Улан батор, улав. Така, седи така. А сега еден рис и еден волк ни сит, ни гладен. Се течкаат, се пречкаат. Колумбо! Во Баден. Не бе плот. Многу си ти гладен. Баден. Ба, Во Баден. така, седи. А сега, еден кит и два еленавити ги шета некој трчилаж низ... Низ Мексико си! Браво, така се знае. Една мајмуница, лута. И еден мајмун, што знам зошто кисел, прават мајмулаци по гранките на дрворедите во... Јас знам! Во Брисел! Браво! Така. А еден тигар, леле каков, и два салона се навасуваат, се подјадуваат во... Ајде, Марко. Цервелона. Немој ти да си црвелона. Барцелона. Така, браво, така. Барцелона. А еден
чевел тесен. И една влечка лева ги продава како чизми еден се ирджија во. Јас. Ајде, кум. Во Женева? Браво! Така, браво! А една цреша и една банана. За китени обетки ги продава еден пазарџија. На Куба, Мохава! Браво, злато, така треба да се знае. А една стара географска карта, еден ништо поновремен, ги разменува за нова Дулбија, еден морнар во... Јас да кажам, јас. Гоце, кажи, Магела. Во Кремен. Кремен? Кремен. Ајде да те видам Кремен. Каде е тој Кремен? Покажи на картата. Ајде брху. Да видам каде е тој Кремен. Ајде. Каде? Не таму, овде гледа. Така. Индичкиот океан. И значи исчезнал Кременот. Не знам, нико не исчезнал. Значи еден ништо поновремен се бара. Во, каже, во? Во Бремен. Во Бремен! Така, седи. Браво ја. Не ти е срам, друг пат да знаеш по-добро. Да учиш. Молам, на крајот на патувањето, мислам на испрашувањето, на крајот згора само уште двата збора. Песничкава може би ништо не кажува, може би малку и подлажува, ама ќе се согласите, лажовита, не лажовита, сепак е шеговита. Трчајте, барајте географска карта, атлас, глобус, и не молчете, гласно барајте што е, каде, се ќе ви стане јасно. Ако шегава не ја свативте, молам до зборче да ни ја вратите. Молам. Замислувам да речеме еден патор, му велам паткај до Улан Батор. Замислувам волк, ни сит, ни гладен, негово шетам низ Баден. Во Баден купувам 2-3 слона, ете ме со нив во Барцелона. Јавнувам некаков гачурес петел и го освојувам попокате петел. Час сум во Пекин, час во Джакарта. Петка за оној што измисли карта. Со моите рими без нималку мака, ни светот не шега. Патувам така. Ако шегава не ја сватите, молам до збор да ми ја вратите. Па наоѓам да речеме Дулбија стара и шарам, барам низ Нијагара. Пишувам писмо до една Лулу, чекај ме Лулу, во Хонолулу. Час сум во Пекин, час во Джакарта, петка за оној што измисли карта, со моите рими без нималку мака, не светот не шега. Патувам така. Ако шегава не ја сватите, молам до збор да ми ја вратите. Има во моето оделение еден Пецо. Пецо Костреш. Оној што има коса како накострешен еж. Тој Пецо Костреш. Тој Пецо е жива географска енциклопедија. Со врзани очи може да каже што е, каде е, знае се што ќе го прашаат и нема да го прашаат. Овде. Еве тука е Венецуела, а главен град на Венецуела е Каракас. Овде се водопадите на Нијагара, овде е Танзанија, а тука е највисокиот врв во Африка, Килиманџаро. Овде е Боливија, а соседи на Боливија се Перу, Бразил, Парагвај, Аргентина и Чиле. Сон да го прашаат, ќе каже која е најдолгата, која најбогата река со вода на светот.
Па како се викаат екваторските шуми или тревните појаси во Јужна Америка, па кои основни фактори влијаат врз формирањето на климата во одделни области, што и да го прашаат, нема провашување кај Пецо Костреш. И јас сум енциклопедија, само не му се знае. Петка, а мене пак се знае. Двојче. Пецо знае што знае, ама не знае, например, како се вика вештачкото езеро крај Богданци, каде што има ред вода, ред крап, ред вода, ред кленови. А јас ете знам. Сум чул, вели, за едно такво езеро со смешно име, ама никако да го запаметам. Смешно име. Палјурци, смешно име. А кога татко ми ќе му донесе риби од палјурци, рибите не му се смешни. Или ќе го прашам. Кој е главното село во Гевгелија? А тој? Негорци. Поради оние, негорските бањи. Стојаково му велам. Стојаково. Таму живее дедо ми и бујко ми. Пецо, врска нема дека од браната на Тиквешкото езеро до Скочивир се оди само по воден пат и никако поинаку. Врска нема. Што ми е грижа за тоа, вели? За тоа не пишува во учебниците. Палјурци и Тиквешкото езеро ги немало на географските карти. А за мене ги има. Колку фудбалски клубови носат имиња на реки? Вардар, Брегалница, Тимок, Сутјеска или пак имиња на градови? Рома, Наполи, Загреб, Ливерпул, Манчестер Юнајтед, Сараево, Верона. И за тоа ништо не пишувало во учебниците. А за мене пишува, нели? Пецо Костреш знае низ кои се места тече, да речеме, Сутјеска, а врска нема на кое место на табелата на првата сојузна фудбалска лига се наоѓа Сутјеска, ниту пак дали игра во првата или во последната лига. Знае, пошто е значаен градот Ливерпул, а врска нема дали Ливерпул бил фудбалски првак на Европа или не. И пак нему. Петка, мене двојче. Добро, Пецо знае колку се високи Хималаите. Знае. Јас не знам. Ама знам дека еднаш Ристо и Чанката од Фурка. Кај него што со татко ми одиме понекогаш по саботите и во неделите, затоа што Фурка е близу до Дојран. Пецо, и за ова нема врска. А знам дека тој Ристо и Чанката и самиот се обидел да ги освои Хималаите пред да се родам јас. Добро, но не му успеал. И пак на Пецо Петка, мене двојче. И за тоа не пишувало во учебниците. Кострежо знае се што пишува во учебниците, за она што го нема во нив, ни да зине. И пак ништо. Нему Петка, мене двојче. Еве, јас морам да го избубам сето она што го знае Кострешот, а тој, она што го знам јас, не мора. Море ќе го изедам Атласов. Од првата до последната страница ќе го изедам. Ако сите во моето оделение не мислат дека и не заслужувам повеќе од двојче. И најдов кому да го кажувам ова, што не го знае дури ни Пецо. Ним, што исто како Пецо знаат со кого се граничи, да речеме, една Франција, а врска немаат со какви резултати истата таа Франција во последно време на истите тие соседи им одржува вистински часови. Добро, мислам по фудбал. Нека научат, а ќе разговараме. А јас ќе го научам она што го знае Пецо. Ќе види тој, а и тие. Ќе видиме за кого се двојчињата, а за кого петките. Ќе видиме. Ajde, da se družime. Ajde, da se družime. Bez drugari je tažno, drugarstvo to je važno. Ajde, da se družime. Koga sme radosni,
koga sme srećni. Ubavo Eneli, da imaš druga, da videš druga. So drugarod radost da se deli, so drugarod radost da se deli. Ajde, ajde, da se družime. Ajde, ajde, da se družime. Bez drugari je tažno, drugarstvo to je važno. Ajde, ajde, da se družime. Ajde, ajde, da se družime. Ajde, ajde, da se družime. Bez drugari je tažno, drugarstvo to je važno. Ajde, ajde, da se družime. Koga pak nešto naopako